како што напомена, ќе зборуваме за конференцијата која што ќе се одржи денес по повод 60 годишнината од Скопскиот земјотрес и 110 години од раѓањето на архитектот Кинзо Танге. Имено конференцијата насловена проект Скопје, на неа ќе присуствуваат бројни светски архитекти, како што напоменав, а на оваа тема ќе говори мојот денешен гостин, деканот на архитектонскиот факултет Огнен Марина. Добро утро и драго ми е што сте дел од нашата утринска. Добро утро. Добре дојдовте на архитектонскиот факултет. Добро ве најдов. Да започнеме нешто повеќе за Скопскиот земјотрес, моќта на архитектурата. Што представуваше проектот за обнова на самиот град? Да, значи најпрви на архитектонскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи е една од најповиканите институции кои што треба да го одбележат овој момент. 60 години од, како што рековте, 60 години од Скопскиот земјотрес и 110 години од раѓањето на јапонскиот архитект Кинзо Танге се само поводот да всушност се навратиме на вистинските вредности и придобивки кои што градот, а би рекол и нашето општество, пред се нашата заедница, ги оствари со поземјотресната обнова на градот Скопје. Всушност, покрај тоа што беше обезбедена поддршка за непосредно после земјотресот, Обединетите нации го препознаат случајот на Скопје како уникатен и вложија дополнителен напор преку тоа што создадо еден проект каде што покрај она што значи вообичаена материјална и финансиска помош на жртвите и на страданите и на самиот разор над град, всушност обезбеди помош и преку трансфер на знаење, преку изработка на новите урбанистички проекти и на некој начин создавање на еден нов човечки и институционален капацитет. Тоа се случи на начин каде што бројни архитекти, светски архитекти од тоа време, урбанисти, инженери, сеизмолози, па дури и политичари дојдоа во Скопје, за да можат да го создадат најдоброто што во тој момент беше во светот на архитектурата и урбанизмот. Токму затоа ја насловивме нашата конференција Проект Скопје, бидејќи тоа е многу повеќе од само една поземјотресна помош и обнова, бидејќи во обновата на Скопје учествува повеќе од 90 земји од целиот свет. Како што кажав, врвни светски архитекти предводени од Кинзо Танге, но исто така Јап Бакема од Холандија, Константинос Доксијадис од Грција и низа други, Адолф Циборовски од Полска, предводени или на иницијатива на Ернест Вајзман, кој што во тоа време е заменик директор на една од агенциите на Обединетите нации, кој што ја промовира оваа идеја дека градот, па дури и општеството, разурнато во земјотресот, треба да биде обновено не само физички, туку и културно, интелектуално и пред се преку знаењето кое што ќе биде. Всушност, неговата идеја, бидејќи тоа се и неговите позиции како архитект пред Втората светска војна, бидејќи он е член и на Меѓународниот конгрес на модерната архитектура, и всушност дека можноста за обнова на човештвото после големите разорнувања како што се Првата и Втората светска војна, па и после природните непогоди, несреќи како земјотресите, може да се случи само преку заедничката соработка, солидарноста помеѓу луѓето и нациите и преку знаењето на експертите, во овој случај архитектите, урбанистите и инженерите. Мислам дека е така и убаво си кажавте. А именно оваа конференција чинам ќе се одржи денес после 9 часот беше. Зашто ќе се разговара, на кои теми? Чинам беше поделена во 3 сесии, минат текове ни еден проект. Да. Значи, конференцијата е организирана, токму како што кажавте, во 3 сесии. Минат проект, денешен проект и идниот проект. Во минатиот проект Past Project ќе разговараме за поуките и согледувањата на проектите кои што биле направени после земјотресот во Скопје, односно за неговата поземјотресна обнова, во обид да ги разбереме концептите и идеите, но исто така и контекстот во кој што работеле тие архитекти. Причините зашто некои идеи биле промовирани, зашто некои идеи биле прифатени, а некои не. На некој начин тоа е првиот чекор за да се присетиме на основните вредности, кои што се во суштина хуманистички, основни човечки вредности, солидарноста, соработката и помошта, да се подсетиме и да го обновиме фактички
вниманието на не само на архитектите и урбанистите, него би рекол на скопјани, а би рекол и на целата наша држава, затоа што тоа навистина уникатен момент. Денешниот проект се фактички двајца архитекти, врвни светски архитекти, Су Фуџимото од Јапонија и Рейнер де Граф од Холандија, кои што ќе говорат за денешната современа архитектура и се она што се случува. И третата, би рекол, сесија е всушност идниот проект, бидејќи сите овие искуства, знаења и поуки кои што ги имаме од минатото, сето ова сознание што се случува денеска во современата архитектура, сакаме да го согледаме и преку препознавањето на предизвиците, но и можностите за делувањето на архитектите и урбанистите во иднина. Има безброј ситуации, во момента во Европа се случува една војна, големи разорнувања во Украина. Тоа е ситуација која што наскоро се надевам ќе заврши, која што ќе се претвори во еден повторно голем проект за обнова на градовите во Украина. Мислам дека искуството за Скопје ќе биде драгоцено. Овие суштински вредности остануваат исти и искуствата кои што ние ги имаме, а верувам и знаењето и капацитетите можеме да ги пренесеме и да ги промовираме во обнова на заедниците кои што имаат таква потреба. Позади нас можам да забележам дел од студентите кои најверојатно ги вршат подготовките? Всушност веќе е започнат процесот на регистрација, инаку конференцијата е целосно во организација и финансиски, материјално и организационо од страна на архитектонски факултет. Тука ми се јави под прашање, чинам 2 дена ќе трае, така? Да, 2 дена трае, денеска и утре. Значи, конференцијата е целосно во организација на архитектонскиот факултет и Универзитетот Свети Кирил и Методи, и токму затоа студентите се исто така во нашиот фокус. Значи, покрај светските архитекти, нашите гости од светски универзитети кои што исто така се поканите и ќе бидат присутни, нашите колеги и пријатели од професионалната заедница, но пред се фокусот е ставен на студентите. Тие се вклучени и во организацијата, меѓутоа се и дел од аудиториумот кој што ќе следи оваа конференција. Така да тие денеска студентите на архитектонски факултет како и секогаш се будни и се веќе присутни и почнаа да пристигнуваат на конференцијата. Пред да започнеме со разговорот, ми напоминавте дека за прв пат се одржува ваква конференција, но верувате дека ќе стане традиција. Да, ова е прв пат што организираме оваа конференција Проект Скопје, но верувам дека таа во себе носи една исклучително важна и квалитетна порака, една силна идеја и концепт кој што сигурен сум дека можеме и во континуитет како конференција на архитектонски факултет и во наредните години да ја организираме. За крај имам уште едно прашање, кои се оние нови дефиниции за целата архитектура околу нас, општо зборувам за изградбата на самиот град? Па знаете како, работата е дека во денешно време постојат безброј дефиниции, односно се плурализираше и демократизираше и теоријата за тоа што е архитектура. По суштина, добрата архитектура е таа која што им служи на луѓето, добрата архитектура е таа која што е оддржлива, таа која што е добра за животната средина, која што е добра за заедницата, и тоа секој пат значи нешто различно во различни контексти. Така да мислам дека ние како заедница на некој начин, бидејќи знаете, ја во една моја изјава кажав дека нашиот град денеска изгледа точно како што се чувствуваат неговите граѓани. За жал не во најдобра состојба. Меѓутоа, после 3 децении на проблематизиран идентитет, 3 децении, би рекол, на финансиски, економски предизвици со кои што се соочуваме, меѓутоа и би рекол недостаток на визија. Ние некако изгубивме капацитетот да ја гледаме иднината и каде сакаме да стигнеме. Ова е вистински момент, изворедна можност повторно да се навратиме и да размислиме заедно архитектите, урбанистите, инженерите, со граѓаните, со сите експерти, да разговараме за тоа каков град сакаме, каде сакаме и како сакаме да живееме. После тоа ние лесно ќе го претвориме во проект. Се надевам ќе биде така. Ви благодарам многу на разговор. Ви благодарам и вам.
Се надевам го задржавме вашето внимание со нашиот интересен разговор. Тоа беше деканот на архитектонскиот факултет, професор Огнен Марина, кој што ни говореше на тема конференцијата која што ќе се одржи денес, насловена проект Скопје, по повод 60 годишнината од Скопскиот земјотрес и 110 години од раѓањето на архитектот Кензо Танке. Да, убав юбилеј, Марија, ти благодариме. Се гледаме во новото вклучување веднаш по да си кажеме.